Од наредната година Виница, Кочани и Берово ќе плаќаат поскапа вода. Ова е првичната проценка и одлука на регулаторната комисија за просечната цена на водата по општини. Виница во моментов има цена на водата од 23 денари за метар кубен, но веќе од наредниот месец цената на водата таму би требало да биде 27,78 денари. Во наредните 2 години цената на водата дополнително би се зголемувала, и тоа на 27,81 денар во 2019 и 28,10 денари во 2020 година. Во Кочани сегашната цена на водата е 35,5 денари за метар кубен. За наредната година се предлага просечна цена на вода од 44,88 денари. Во 2019 46,19, а во 2020 година 47,62 денари за метар кубен. Иако регулаторна ја покачи цената на водата во Кочани за 21%, таа е сепак помала во однос на она што го побара водовод, од каде се надеваа на 61 денар за метар кубен за првата, односно 67 денари за третата година. Покачување на цената на водата се планира и во Берово. Таму сега се плаќа по 28 денари за метар кубен, но за 2018 година се предлага просечна цена од 32,57 денари, за 2019 32,59 и за 2020 34,66 денари за метар кубен. За разлика од овие 3 општини во пробишти, регулаторна предвидува намалување на цената на водата. И тоа во 2018 предлага цена од 36,98 денари, во 2019 35,61 и во 2020 34,36 денари за метар кубен. Ова сепак е само предлог на регулаторна за просечни цени, додека во наредниот период дополнително ќе се утврдува колку ќе биде точната цена за домаќинствата, а колку за фирмите. Се очекува наскоро регулаторна да излезе со точни цени, кои може да бидат драстично поразлични од сегашниве. Ова секако не ги радува граѓаните, кои уште од сега се во паника дека од нова година сметките за вода ќе им бидат многу повисоки. И до сега е скапа, и до сега е скапа, а па сегашното поскапување што ќе уследи още поскапа ќе биде. Още повеќе бркнуваат дебоко во џебо на народот. Берово е најскапа водата и треба тука да се намали, а не да се накачи. Каде и така се тоа не може да плаша, јас са човекот туа има. Ја само абе 20.000 баш за тоа прикажува, не може да плати. Претходните власти само примаа гласачи и начука много. Комуналното у нас може да работи со 25-6 до 30 души, а не 70 и колку се. И тоа е еден од чинителите кои направија да е скапа и водата. Не е добро тоа. Значи мисла оти па и многу плашчам. Зашо повеќе да плашчам? А можно тоа. Се е можно веќе, нема да бидете изненадени. Нема да биде изненадување ништо ако се покаже. Па зависи од цените што ќе постават или во на нешто имаше ради во од Злетовица кога земат ќе било поскапа, али? Види зашто подскопи. Регулатор како ќе каже градоначалник он обеќа да се намали со 10% и не требало да се плати. Да се покача. За Штип не треба, Штип пие најскапа вода у Македонија. Можда е најчиста, али најскапа е. Колку стравот на народот ќе се оствари ќе се знае многу бргу. Можеби уште до крајот на оваа недела, до кога се очекува регулаторна да ги утврди конечните цени на водата за периодот 2018-2020 година.